Дождовата прегуста основа се кренела помеѓу градот и мене. Таа како да ме оттуѓува од светот со континенти, на континентите пристаништа и чудни имиња, милозвучни како извиви на кавал, на грнета, како думкања на тапан нашински, Дандара, Чикамба, Диулулу, Маханоро, Багабила. Дождовата основа ме држи понастрана од пристанишните вреви. Ме присилува, зашто доброволно ни се предавам, да се чувствувам сам, саменичок, очаен, шуплив. И уште чувствувам, како да ми се стиснале со варовник, како да се затнале животните карвотеци, да низ нив одвај се цеди малку свест, малку мисла, малку уплав, малку тага, од се помалку. Иако е денов денешен, тој е највлажен, најкоскоболен, најтажен. И езерото се престорува во стравотен грозник кога да го издупчат стрели дождовни. Стрелите врскаат од невидливото небо и прават честар глувчева боја над водите разбранувани. Езеро натаврено со честар глувчева боја. Кога да ме фатат луњиве на неговиот брег, недостојувам да ја посматрам грделијата пред мене. Замижувам. Цели вечности мижам. Та мислите, ослободени од насилството на дрчавото време, маđеснички туку ќе ги растераат облаците и со облаците дождовите, ќе го отворат небото толку сино и прозирно, што да смогнеш да ги досегнеш неговите бескрајни длабини. А сонцето, растрепетено зашто ослободено, со топлини љубовничарски туку ќе и се милка на водата, за да и го врати животот син и бел, да заличнее повторно, секогаш повторно. Што им е заедничко на сите мои изминати години? Па преселбите, живеењето од место на место, од држава во држава, од град во град. Така, таа појдовна станица на овие патувања беше токму Струга, некаде во 1925 година на 6-годишна возраст, со карван заминувам со мајка ми преку Ќафасана за Албанија во Шкодра, Скадар, каде што работеше татко ми. Таму завршувам основно училиште и потоа требаше да се продолжи нешто, меѓутоа моето школување беше ставено во прашање заради општата светска криза, која го погоди и татка ми. Преку ноќ бевме исфрлени од станот со еден врзо палишта и со 12 столици, веројатно безвредни, не сакаја поверителите да ги земат. И така почнува една нова етапа, така да кажем, во моето живење, тоест нова преселба. Добивам стипендија за Битола и во Битола во интернатот на Богословијата живеам 8 години, а учам гимназија и тука матурирам. Потоа доаѓа Белград. Се до војната во 1941. Па пак Струга, па Народно-ослободителната војна во нејзината војска, крстосување низ Македонија, потоа
по ослободувањето Скопје, по Скопје пак Белград од 47-та до 50-та, па пак Скопје, па пак Белград, па 4 години во Либан, Бејрут, истовремено акредитиран и во Јордан. Потоа веднаш уште 3 години во Етиопија, Адис Абеба, па назад во Скопје, по 5 години пак преселби во Полска и еве сега некаде тука во Струга, каде што и почна, се затвора кругот. Тале, според едно твое искажување, првиот свој расказ со социјална тематика си го напишал во 1938 година. Тогаш си имал 19 години. Тоа е и, мислам, време на твоето доближување до комунистичкото движење, до револуцијата. Како да се објасни тоа совпаѓање, тоа проникнување помеѓу две такви преокупации, две страсти на младиот човек? Па види, тоа беше обид еден да се напише нешто на една тема која мене ме обседнуваше, тоа беше животот на татко ми, Фурнаджија. Очигледно под едно неверојатно непосредно влијание на Горки. Дури се сеќам, тоа беше напишано на српски. Се сеќавам кога го читав на литерарната дружина, еден стана и говореше за преголемото имитирање на Горки во Подражавање. да, во тој така наречен расказ се викаше У трци за среќом. Нешто така. Но тоа не е никаква определба моја за литературата од тогаш. Тоа е просто еден миг во кој сум се обидел нешто да напишам покрај другото што сум го работел, веќе на еден по-цврст начин вклучен во комунистичкото движење. Веднаш по ослободувањето ти си бил основач на повеќе институции од областа на културата. Први такви во историјата на македонскиот човек. Си бил директор на Радио Скопје, директор на Институтот за фолклор, одговорен уредник на првото македонско книжевно списание Нов ден и така натаму. Ако не се лажам, си имал тогаш, кога си бил се во ова, 26, 27 или 28 години. Значи си бил можне млад. Како си ги спојувал своите книжевни преокупации и своите природни желби, внатрешни желби, да проговориш со пон глас како книжевен творец со овие многобројни општествени обврски и функции? Па, тогаш, добро рече, сум бил млад, па времето пред мене било недогледно. Тие две личности во мене, така да кажам, се судира, не секогаш се надополнува едната другата. Ова воена генерација или мнозина од нас во таа генерација не сме ги одбирале по своја желба работата, должностите, животната преокупација. Како што не сме ни одбирале родители
кога сме се родиле, ни местото на раѓањето и така натаму. Имало некои закони на револуцијата, некои текови кои не носеле и не воделе ваму, таму, низ кривуличави, некои си корита, често близу до она лична желба за да се занимаваш со литературата, често предалеку и така натаму. Јас не тврдам дека со тоа дека уметникот може единствено да се оствари ако е настрана од општественото движење. Меѓутоа, овдека станува збор за таков вид ангажирање кое со времето се престорило во професија, во нешто од што се живее, за што се добива личен доход, кој треба да се одработи совесно и така натаму. И тука доаѓа до таја стиска на време и до тешкотиите околу помирувањето на овие две активности. И кај мене, а мислам и кај мнозина други од мојата генерација. Извини, а што мислиш за денешново време, например? Дали е тоа неминовно? Дали е тоа неопходно до таа степен? Да бидеме реални, неминовно е да се работи нешто за што од литература не може да се живее. Литературата е доста слабо платена и мора нешто да се работи. Но може да се одбира работата, за разлика од она наше време кога не сме одбирале, но сме оделе таму каде што ето не праќале, каде што се сметало дека е потребно да се појде. И од тука е една фрапантна разнообразност на дејности со кои јас сум се занимавал. Новелистичкото творештво на Владо Малески не е обемно. Тој е автор на две збирки раскази Ѓурѓина Алова од 1950 и Бранувања од 1953 година. Но овие малубројни раскази одиграа вонредно значајна улога во поставувањето на темелите на современата македонска проза. Мислам дека расказите на Владо Малески, како почетна фаза од неговото севкупно прозно творештво, може да се разгледуваат на два плана. Во контекстот на нивниот придонес во поставувањето на фундаментите на нашата современа проза, на изградувањето на прозниот јазик и прозниот израз во современи услови и на планот на индивидуалната поетика и индивидуалниот развој на писателот. Мислам дека безброј пати е укажувано од Владо Малески автор кој е обсесивно обземен од темата за народно-ослободителната борба и за нашата револуција. Со други зборови, главен предмет на неговиот прозен опус е војната. Но она што веднаш треба да се забележи е дека Малески војната не гледа како историски пейзаж, туку како сцена врз која се одигруваат решавачки битки помеѓу човекот и нечовекот, помеѓу најдоброто во човекот, кое во таквите мигови е ставено на најголема проба, и она другата, егоцентричната страна негова, што е исто така дел од неговата природа. Во сите раскази на Малески, од раниот период, од првата декада во развојот на нашата македонска книжевност по ослободувањето, човекот
je prikažan na jedan složen, kompleksen način. Тој не е никогаш равенка дадена еднаш за секогаш. Револуцијата е за него еден предвизик кој ги разбудува судбинските импулси кај него, принудувајќи го да размислува за себе си и да го преосмислува својот живот. Отаде револуцијата за јунаците на Малески и кога изгледа дека е само слепа стихија или налуничава игра, чие што смисла не може да е досегнат, е за нив секогаш по правило едно немилосрдно огледало. Со недогледна пустина во душата го жалеше Фросина човекот што беше роб по туѓи земји. Само и само да испрати пари по некој нашинец. Неизе, што никогаш не го сакала. Тој што мислеше дека ја сака. А кога еден ден домогна да се запраша, кој е кривецот за моите несреќи, за мојот умрен живот, таа пак не најде одговор. Татко ми, а зошто? Тој го стори тоа што го чинеле сите на времето. Таков беше адетот. По селата момичките се мажеа 25 годишни, а зетот не повеќе од 19. Во Струга, а и во Охрид, момичињата мали да се мажат и таму каде што сакаат татковците. Да ме оставеа немажена до 20-та година, ке можев да земам само вдоец. Во почетокот на 50-тите години нашата уметност и нашата култура ја зафатија крупни промени. Дојде до едно широко отворање кон светот, се разви борба на мислења, борба за нов, по-современ израз. Во овие процеси истакнато место одигра весникот Разгледи, кој започна да излегува во 1953 година како седмичен додаток за култура на Нова Македонија, а од идната 1954 година како самостоен весник за уметност, книжевност, култура, наука и општествени прашања. Во покренувањето на ова гласило, Владо Малески одигра крупна улога како негов прв одговорен уредник. По тој повод се обративме до Димитар Солев, Бранко Пендовски, Петре Богданов Кочко и Антонија Николовски, најблиските соработници на Владо Малески во тој период и уредници на весникот Разгледи. Ги замоливме да го евоцираат тоа време и понепосредно да ни ја осветлат улогата и на весникот и на неговиот спиритус мовенс Владо Малески. Процесот на демократизација на општествениот живот си пробиваше пат и во културата. Појавувањето на Разгледи во почетокот на 54-та година беше еден од резултатите на таа демократизација, но истовремено и нејзин агенс. Во животот на литературата, покрај другото, се чувствуваше потребата од надминување на така наречената предводничка, арбитрарна улога на еден вид критика. Нешто од таа атмосфера на барања и немир може да се почувствува уште во уводникот кон првиот број на Разгледи, што го напише Владо Малески. Изнесените ставови од уводникот во голема степен беа реализирани во уредувачката политика на весникот. На страниците од Разгледи се појавија критички, есеистички и полемички прилози од повеќе млади автори. Објавувањето на различни мислења за еден естетски проблем или дело стануваше редовна појава. За куриозум да споменам дека на страниците од истиот весник одговорниот уредник Владо Малески во еден прилог
полемизираше со ставовите на членот на истата редакција Димитар Солев. Па јас би кажал, вака надоврзувајќи се на Бранко и на Мишко, дека во тоа време ние бевме навистина млади. Немавме објавено ни една книга. Немавме завршено факултети. Соработувавме единствено во овие младински списанија и весници, Млад борец, Иднина, Млада литература. И можам да кажам дека за нашата генерација влегувањето во разгледи, уште од самиот почеток, и тоа и во редакцијата, значи во уредувањето на весникот, значеше една и голема доверба и голема одговорност. Ми се чини дека во тоа голема улога одигра и личноста на самиот Тале, кој пројави една широчина, една толеранција, бидејќи сепак ние бевме различни генерации. Он доаѓаше од генерацијата која со партизаните влезе во слободата, а ние во слободата влеговме уште како деца, би се рекло. И навистина беше една пријатна работа, што во тоа време се создаде една таква, јас би рекол, една нова, квалитетно нова атмосфера во културното живење и во литературното творештво, која значеше едно потикнување посебно на младите. Еве га, ако го прелистаме уште првото годиште од разгледи, уште 54-та година, ќе видиме дека уште тогаш разгледи посебно внимание обрнува на уште помладите, на оние кои уште не се појавиле во литературата и во јавниот културен живот. Тоа е, да, така наречената рубрика Николци, во која ќе ги сретнеме мнозина од оние имиња во литературата и во културата наша, кои подоцна се појавија и се зацврстија. Прелистувајќи ги првите броеви на разгледи, треба да кажам да се сеќавам на многу убавите денови кога отпочна редакцијата на разгледи. До формирањето на оваа редакција, ние, музичарите од Македонија, бевме принудени да информираме музичката и поширата културна јавност за формувањето на македонскиот белег во музиката и да регистрираме се оно што беше потребно за нормалниот растеж на музичкиот живот во Македонија. Имено, Владо Малевски ко директор на радиостаницата прво имаше можност да ни презентира музички ансамбли кои покасно преминава во филхармонија, опера, балет, а исто така даде можност да во разгледи учествуваме покрај рецензиите кои беа редовни и со статии кои афирмирава нашата музичка продукција, имено автентичноста на македонската мелоритмика, која беше до тогаш мистифицирана, се демонстрираше преку во почетокот хорските творби, камерните, покасно и симфониските и оперско-балетските. Разгледи ни даде полна поддршка да можеме во тој смисол да ја прикажеме вистината за македонското творештво, кое требаше да стане и автентично. И до тога имавме ние доста конфликти со музиколозите, етномузиколозите, како српски, така и бугарски. Разликот тој смисол одигра голема улога. Во широкиот спектар на прашања што беа разгледувани на страниците на разгледи, мислам дека ликовната уметност беше на можен достоинствен начин презентирана.
Razgled predstavujаше jedna mala enciklopedija, tako da kažem, biti zafačaše napisi koji go slede, a tekovni od likovni život v Makedonija i poširoko v naša zemlja. I istapuje so kritički napisi i polemički napisi za sostovite v umetnost. Ne treba zaboravimo ni dramatični migovi v naša likovna umetnost, koga so otvorila stranicite na ona polemika što je vodeše Kiro Hadživasiljev, Dimče Portuđer i Borko Lazijski. Smetno deka to beja odlučujući momenti za natomošnji prodor na novi likovni struje v naša likovna umetnost. Своевидниот пристап кон револуцијата и кон војната, карактеристичен за расказите на Владо Малески, продолжува и во двата негови романи Она што беше небо и Разбој. Она што беше небо, роман објавен во 1958 година, представува прво сугестивно, неконвенционално сведоштво за нашата народно-ослободителна борба. Тоа е еден своевиден спој на документот и уметничката проза. Составен е од 11 поглавја, секое започнува со автентична одломка од дневникот на првата македонско-косовска ударна бригада, што во текот на Богомилскиот поход 1944 година го водел командантот на бригадата Петар Брајовиќ Ѓуро. И во овој роман војната е само рамка во која се поместени повеќе судбини, помеѓу кои посебно се изделуваат две. Ликот на младиот Наум Фурнаджиев и ликот на стариот манастирски слуга Игно Подземски. Иако навидум нему му е доделено второстепено место, тој се изделува како еден од најмаркантните ликови во сиот опус на Малески, па дури би рекол и во сета наша романсиерска литература. И вака цело живот небидници, кај да сгазнам, тонувам, колку лета, толку плачи години. Си мажил една, достасала другата, па таа до неа, па таа до неа, па таа до неа, и кога ќе видиш, си живеел, свадби да правиш, други да пеат, ти појас да стегаш. А секоја мугра, секоја зајди сонце, се разбудуваш, заспиваш со надежи, утре ќе е поарно. 60 години идело утрото и исто, и дај Боже другото, те лажат, се лажеш, лажеш. Векот ти поминал во лаги, денеска, утре, година. И кога ќе се погледнеш, глава обелела, снага се пресвиткала, жебите украсиле, нозете предале, раце обесилиле. Свеќата догорела, но им светила на луѓето. Снегот се сринал, но земја влажел, животет заштитувал, кладенецот цекнал, но жедни напојувал, души прекапнати разладувал. И човекот вели, сполајти, трага оставивте, а јас, Игно Подземски, што трага оставам? Ќе навратат некогаш збор замени и ќе раскажуваат сме имале некој си деду Игно селани што предавал. Лажат селаните, распорете гради. Ни гради, ни тартакути. Трага треба, а трага нема. Нема. Има само пустина и црвец што ме зајаде и што ќе ме јаде се додека не узнае барем внукот, ако не синот. Де гиди Игно Подземски. Да. Уште некој месец и ќе нурне трњето во зеленила. И тогаш ќе станат 3 години во 60-те зими мои.
Вториот роман на Владо Малецки Разбој, објавен во 1969 година, ја открива комплексната тема на револуцијата низ уште поразвиен и поширок екзистенцијален простор. Пресудната битка на нашиот човек овде се доведува во врска со историскиот корен, со времето што непосредно и предходело, но кое со сета своја севкупност ја дополнува незината смисла и ја чини законита, неизбежна и нужна. На преку 500 страници, врз застоената почва на малото крајезерско градче, маршува колона од живописно и пластично насликани малоградски жители, плаварки, занаечи, неостварени артистки и бадаваджи, трговци и политиканти, мостари, екзалтирани скоевци, рибари, вдовици, луѓе безгрижни и исплашени, гротескно промашени и неостварени, човечки, жедни и греовни. Од баналната секојдневица на смешнотажните малограѓани, вниманието на авторот, со текот на дејството, се поодредено се поместува кон судбината на главниот лик на романот, Благуна Дабовјанска, струшката старица, и нејзиниот син Стојмир, организаторот на отпорот во малото провинцијско градче. Сама во војни, Благуна прв пат запека за прикрепник во куќата. Децата не врат однесени и војните што сомлеа кочани со земјица. Отворија пуста самотија со разбој. Самотијата со разбој ги дотолчи со ништата на девојчето. Девојчето сонувало крај огниште, зашто имало жена што бдеела костените да не ја гленосаат. Каде е девојчето? Одамна го снемало девојчето. Место него остана Благуна, сега повеќе од жена, сега пролет 919, 30 годишна старица. 30 годишна старица. Да му сгрешив Господи. Пак ќе речам нешто Свети Науме наш Дабовјански. Речи, Благуно, слушам. Најважно е да те слушам. Види ваму Светио. Стави ја својата рака заштитничка на него. Сум ти рекла ли некогаш досега раката своја да ја ставиш на Стојмира? Не си. Не си. Велеше птиците да сум ги истрбушел пред Бојан да дојде и срцето да сум ти го скротил. Тоа за срцето сгрешив. Бојан тропала, мислев Стојмир мој. Да, така мислеше. И ликот дури му го виде од задципот што силно мислеше. А не дојде јако пампорот дојде. Затоа, повторно молам, мајка со маки бележани за чедо моли. Мајка без сонце, сета виделина ми е во него. Знам. Луѓето виделина земаат од сонцето, а ти од синот. Кога знаеш Светиот, издобри се. Не е правично мојата виделина да згасне, нели дека не е правично? Твоите прози, еднакво расказите колку и романите, мислам дека од самиот почеток па се до најново време предизвикувале одредено внимание не само со тематиката, не само со начинот на кој е прикажан човекот во револуцијата, туку и со некои своевидности на твојот прозен јазик и израз. Дури би рекол дека токму оваа особеност која е посебно, чинам, специфична за твојот творечки опус, предизвикувала не само интерес, туку и одредени недоразбирања кај критиката. Зашто всушност тука станува збор? Дали за некоја особена пасија кон јазикот? Дали за самото време во кое се обликува твоите први прози и кога ова прашање имаше особено голема важност и значење за сета наша литература? Па не мислам дека јас нешто
повеќе од другите што се занимаваат со пишување, вложувам некои усилби за еден чист израз, јазик, интересен, за збогатување на лексиката и така натаму. Тоа е една нужност на секој што пишува да бара и да наоѓа, ако сака да не се повторува постојано. Но почетоците на прозата наша, тие биле доста макотрпни на сета наша проза, зашто, види, поезијата стартува со едно значајно наследство. Да не зборувам за еден уметнички израз на Рациновата поезија, која беше достапно. Народната поезија, која, како што е познато, во некои своји делови ги достига врвовите на уметничкиот израз и така натаму. Меѓутоа, нам не ни беа достапни дури ни приказните на Марко Цепенков. И сега требаше да се создава еден јазик прозен кој е различен од поетскиот. И тоа беше едно тешко раѓање на секој збор, на секоја композиција. Јас се сеќавам кога го пишував Селанката од Копачка, тоа беше мака една жива, нешто сакаш да кажеш, а не можеш да го кажеш, што вика народот, сакам, речам, не знам, кажам. И го имам јас тој ракопис дома, тој е целиот ишаран со празнини. Во заграда српскиот збор е ставен кој го знам, а не го знам македонскиот. Па потоа сум ги користел, како што го правеле тоа сигурно и другите мои колеги, секое службено патување низ Македонија со список на зборови, сум одел од село на село, од куќа на куќа и сум прашувал како се вика тој зборите. Немало тритомен речник тогаш. Немаше историја на македонскиот јазик. Немаше речник на литературниот јазик и така натаму. Значи, се почнуваше од една мощна кревка основа, од народниот говор, кој требаше да се подигне на еден степен на уметнички израз, што не беше многу лесно и секако во тој период се бележат и некои утнувања во тој поглед, некои пренагласени народнички изрази кои веќе биле закостенети, па си обидувал да ги оживееш повторно, но никогаш не заживеале. И така натаму, но исто така и се создавал еден фонд кој подоцна послужи и за тритомниот речник. Најново објавено прозно дело на Владо Малевски е книгата Записи на езерко Дримски. До ново дело Владо Малевски како прозаист се идентификуваше со темата на народно-ослободителната борба и револуцијата. Со записите на езерко Дримски, тој влезе во просторот на една нова тема, обработувајќи ги времето на повојните години и проблематиката на нашава современост.
Во идејно-етички поглед, ова дело е во духот на авторовата претходна проза и представува незин континуитет, бидејќи се движи на теренот на една социјалистичка револуција, што не се постулира како завршен чин, туку во непрестаен мирнодопски тек. Тука, како уметник на прозниот збор, Малевски сака да ни разоткрие што станува, како живее и дејствува човекот од борбата, човекот победник, изборувач на слободата, но и човек со лути рани здобиени на боишата, сред новите животни искушенија што ги носи времето. Но јас не сум на крајезеријата, туку на видиштево, во денов најтажен, најблажен. А утре денот ќе биде нов во новата година. И утре ќе го чекам Петруша Софрониевски. Да ги здружиме поривите за живење ведно. Да ги дуеме мускулите, длабоко да дишеме од планинскиот воздух. Да им се нагледуваме на овалните ридје, песни партизански да пееме, химни, за да го облажам овој кисел вкус на јагурида во устава, да се протинаме низ борована шума рака за рака фатени. Секое утро, уште во темничините, од 6:15 часот па натаму во денот денешен. Горе наводно, долу одводно.